Во денешното издание на утринската програма Деница на Мега телевизија, повторно од Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, разговарам со отец Александар Крстановски, а денес на тема Духовден. Отец Крстановски, добро утро и моето прво прашање, бидејќи нели сме во пресред на празникот Духовден, што одбележуваме празнувајќи го празникот Духовден? Најпрво добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Мега. На празникот Духовден го одбележуваме слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, како што им вети Господ Исус Христос, дека откако тој ќе се вознесе, она што го празнувавме на празникот Спасовден, дека ќе им испрати утешител, Светиот Дух, кој што излегува од Отецот. И токму на овој празник Духовден ние го одбележуваме, како што реков, слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, затоа и самиот празник се нарекува Духовден. Овој празник уште се нарекува и роден ден на црквата, бидејќи нели црквата беше заедница и е заедница на верните со Христос и верните помеѓу себе, преку единство, соединувањето преку телото и крвта на Господ Исус Христос во Евхаристијата, меѓутоа, сето тоа соединување се овозможи преку благодатните енергии кои што нам ни се даваат по силата на Светиот Дух, тоест откако Светиот Дух во форма на огнени јазици, како што зборува Светото Писмо, слезе врз апостолите и го овозможи тоа единство на верните со Христос и на верните помеѓу себе. Овој празник уште се нарекува и Педесетница. Тука може да се повлече паралела со Стариот Завет, бидејќи и евреите во Стариот Завет празнуваа Педесетница, 50 дена по нивниот најголем празник Пасха, а и самиот празник Духовден е 50 дена по Воскресението Христово, затоа уште се нарекува и Педесетница. И уште се нарекува Света Троица, бидејќи ни се открива и третото лице на Света Троица, Светиот Дух, нели Света Троица, првото лице Отецот, Синот, Светиот Дух се трите лица на Света Троица. И ако така гледаме на работите, Отецот се откриваше преку целиот Стар Завет, зборувајќи им на евреите преку пророците, подготвувајќи го човештвото за доаѓањето на Синот Божи. Второто лице на Света Троица, Синот Божи, ни се открио воплотен како богочовек во личноста на Господ Исус Христос и сега ни се открива третото лице на Света Троица, Светиот Дух. Затоа уште овој празник се нарекува и Света Троица. Тоа се трите најазиви Духовден, бидејќи Светиот Дух, нели, слегувањето на Светиот Дух, Педесетница затоа што е 50 дена по Великден, по Воскресението Христово, и Света Троица затоа што ни се открива третото лице на Света Троица, Светиот Дух. И уште, ете така, повторувам пак, фигуративно го нарекуваме роден ден на црквата, бидејќи по силата на Светиот Дух се овозможи единството кое што е црквата. Може ли да проговориме нешто и околу Духовденската задушница? Кое е значењето на овој ден? Духовденската задушница е една од, можеби, најпознатите во нашата средина, покрај нели задушницата пред недела Месопусна, понеделникот на Томина недела, Митровденската задушница, саботата пред Митровден. Можеби најпозната е ова токму Духовденската задушница, која што ја одбележуваме саботата пред Духовден или Духовден недела. Саботата е Духовденската задушница, ден посветен на починатите, односно ден во кој ние се сеќаваме на починатите и во кој ден се молиме за починатите, бидејќи според православното учење човековиот живот не завршува со биолошката смрт тука на земјата. Се што создал Бог создал за вечно да живее, па така нашата заедница во црква со оние кои што починале продолжува и по нивната смрт, и тоа како нашите молитви за починатите се битни. Отец Крстановски, јас ви благодарам што и ова утро бевте заедно со нас и еве на нашите верници им објаснивме некои
повеќе работи и значења кои што беа поврзани околу празникот Духовден. Ви благодарам што одвоивте време и секако ќе се видиме и наредната недела. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Православните верници сигурно дека достојно ќе го одбележат и овој христијански празник, а со нови содржини и нови теми од христијанството со отец Александар Крстановски ќе разговараме и наредната недела.